Речиси 12 милиарди денари брои листата на должници кон државата. УЈП ја објави најновата листа за октомври која опфаќа доспеани долгови до 30 јуни 2024 година и неплатени до крајот на септември. На листата се наоѓаат 1976 правни и 3786 физички лица. Според извештајот на УЈП се забележува напредок во наплатата на даноци и придонеси, иако се уште постојат значителен број кои не си ги плаќаат обврските кон државата. Забележливо е намалување на долгот во однос на претходните податоци, што е резултат на подобрување на механизмите за наплата и зголемување на свесноста за фискална дисциплина. Овој износ представува значителна сума и укажува на потребата за подобрување на платните обврски во економијата. Во вкупниот долг, нето долгот за даноци и придонеси изнесува 10 милиарди 884 милиони 428 илјади и 89 денари, каде се бележи намалување од 45 милиони 943 илјади 439 денари во однос на претходната објава. Долгот на царински давачки изнесува 158 милиони 109 илјади 878 денари, што е намалување од 18 милиони 931 илјада 314 денари во однос на претходната листа. Она што е интересно е дека на листата се наоѓа и компанијата МР Крмзов од Струмица, која по основ на данок на добивка должи 41 милион 900 илјади 145 денари. Истражните органи влегоа во магацините на бизнисменот Крмзов, кој важи за близок на семејството на поранешниот премиер Зоран Заев во Струмица минатиот месец, и токму за него има отворен предмет во обвинителството за оштетување на буџетот. Инаку, објавувањето на листата на должници има за цел не само да ја поттикне одговорноста кај должниците, туку и да ја информира јавноста за статусот на долговите во државата. Од УЈП велат дека активно продолжуваат да работат на подобрување на механизмите за наплата и на зголемување на свесноста за важноста на фискалната дисциплина во општеството.